Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. Моја гостинка во оваа емисија вечерва е Македонка Коцева, која ни доаѓа, просто и не сум сигурен од кај доаѓа, дали од Радовиш или од Скопје, таа ќе ни каже, бидејќи е во постојано движење на таа релација Радовиш-Скопје и обратно, па и Струмица се разбира. Македонка, добро вечер и добре дојде во нашава емисија. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам за поканата и почестена сум што сум тука. Струмица е мојот град. Јас сум тука дома. Така е, мило ми е и секогаш да биде така. Не знам од кај да го започнам муабетот, да ние се познаваме без малку една деценија. И јас Македонка Коцева ја запознав како поетеса. Се случи тоа на една од активностите на манифестацијата Струмица Опен Фестивал. Тоа е таа содржина која оди секоја година, па до ден денеска. Тоа е поетската вечер која се случи во градскиот парк во Струмица. На таа прва манифестација, на таа прва поетска вечер настапи Македонка Коцева. До тогаш Македонка за мене беше непозната, но беше пријатно изненадување. Ајде да се подсетиме. Ми е драго еве што го отворивте таа тема на таа поетска вечер. Чест беше да се присуствува на тој прв настан во Струмица и темата беше потресна до душа. Беше тогаш само што се имаше случена една трагедија со загинувањето на 4 пожарникари кои ја бранија Струмица. Не беа пожарникари, беа луѓето во пожарите, не беа само пожарникари, беа и пожарникари и луѓе кои граѓани кои учествуваа во гасењето на пожарот. Беше тоа навистина еден од најлошите спомени кои ги памети Струмица. Се случи тоа на ридот над Струмица, еден непосакуван пожар кој се случи од човечка негрижа, и тоа беше инспирација за тебе да напишеш една многу убава песна. Да, ја напишав и да бидат овековечени тие луѓе. Така. 4 сонца над Струмица се викаше песната. 4 сонца над Струмица. Сонца над Струмица. Така, точно, да. Се сеќам, да. За 4 загинати луѓе. И ето така се запознавме, така почна тоа. Јас се сеќам дека учесник на таа прва поетска вечер бев јас читав поезија и беше кажано дека на таа вечер ќе настапува и Македонка Коцева која ни доаѓа од Радовиш и со своја песна, и беше тоа токму таа песна, многу убава од твоја страна. Кажи ми, од кога пишуваш поезија? Па вака, сега пишувам од секојаш, меѓутоа од дете пишувам. Така. Од најмали нозе за потребите, претежно за потребите на игрорната група и на културниот центар кој што беше кај нас во Подареш, затоа што тогаш имавме многу развиен културен центар, со можеби за вас и непознато, меѓутоа во една прилика имавте можност и да слушнете, да видите дел од тие луѓе. Со театарска трупа тоа беше. Тоа беше со сите работи што треба да ги има еден културен центар, што сами си го финансиравме. Јас од мали нозе, таму ми беа тетка ми, таму чичко ми, тие сите твореа, некои од нив беа глумци, некои во спортот беа. А ти пишуваш и јас пишував и сценарија за настаните, за поваќето настани. И така, се случило и за потребите и на школото, кога имавме приредби и ги пишувавме рециталите на кој што да каже, како да каже. Од малечка пишувам, меѓутоа за своја душа, не дека нешто сум имала претензии. Пишуваш ли уште? Пишувам. Обично, кои се темите на твоето творство? Па, љубовта. Љубовта, најинтересна, вечната инспирација на сите. Љубовта и болката, нормално. Тоа е некако вечна водилка. Душата кога боли и душата кога е среќна пишува и тогаш човек најмногу пишува кога боли. И кога боли претежно најмногу се пишува, тогаш со силни чувства, со емоции се пишува и така. Супер.
Се носиш ли со идеја еден убав ден Македонка Коцева сепак пред јавноста да излезе со своја книга? Зошто да не? Да, малку бев, воопшто не го планирав, не размислов такво нешто, меѓутоа веќе се натрупа бајаги песни. песни, па и некои кратки раскази што се во моја, И треба да дури се има и направи драмски некакво раскази, некои синтетизирање, малечки, нели? да, и треба да се среди. Поттикнато сум, повеќе ме туркаат моите и пријателите, ајде направи го тоа. Па еве и јас тоа го правам. Благодарам. Меѓутоа јас немав, но ајде да размислуваме и на тоа, зошто да не. Зошто да не? Ајде да се стави еве, јас тоа се надевам дека книга, да. Македонка Коцева ќе излезе пред културната јавност со своја дебитанско поетско Ајде се дело и надеваме, јас се да. надам дека таа книга ќе биде промовирана и во Радовиш и во Скопје, а зошто не во Најпрво во Струмица и промоторот да биде токму Ѓорги Калајџиев, нормално. Ти благодарам така, иначе кој друг би најубаво промовирал такво едно нешто. Да. Ти благодарам. Секако. Но да се зборува за Македонка Коцева, треба да се кажат и многу други нешта, не само муавет за поезијата. Тоа е дека Македонка Коцева е многу активна во невладиниот сектор, веќе години наназад. Да. Ајде зборува за тоа. Така, тоа е една активност која што на човек му нуди неограничени можности и нема плафон. Тоа е најинтересното. Нешто одпрво влегувате со некоја идеја, желба да нешто створите, да создадете за средината во која што сте. Потоа, после првиот веќе добием проектот, која ќе помина, нели ние одамна постоиме. Ја водам се уште Виножито, тоа е веќе 20... Тоа е невладина организација Виножито со седиште во регистрација во Подареш, иначе во Скопје сега сме со... Ти си инаку родом од Подареш, така? Точно така, таму сум и таму ми е куќата, таму си живеам. И значи седиштето е таму, така сме регистрирани, така функционираме, но функциониравме прво на многу мало локално ниво, после на национално и продолживме и со проекти од меѓународен карактер, претежно Бугарија и Косово. Имаме соработка. Интересна е темата, интересна затоа што опфаќа и култура, и спорт, и млади, и дискриминација на жени, и родова нееднаквост, меѓуетничка толеранција. Тука многу сме се задржале на тие теми, со турците и уруци, доста проекти спроведени. Која од тие области најмногу ти лежи? Културата, Културата и меѓуетничката толеранција, односно јас секогаш наоѓам начини како да ги поврзам, како да ги најдам нештата кои што луѓето и културите ги поврзуваат. Различните цивилизации, различни етникуми, сите имаме ние нешто многу заедничко. Така. Исти работи правиме нормално, со мали нијанси, нели, на разлика, кој како ги наследил и културата пред се. Супер. А ќе ни споменеш што неколку, барем еве 5, оние 5 најважни за тебе проекти кои некако ти лежат на срце? Најсрекна сум била со еден проект што траеше 2 години. Во сите училишта ги опфативме училиштата во општина Радовиш. Тоа беше од Австрийска развојна агенција, многу силна поддршка ни дадоа. Сите училишта најдобри ги поттикнавме децата да творат, да прават една култура на еден начин, агрокултура, што ви се рекло најповеќе, да садат цвеќиња, да садат украсни растенија, да ги разубавуваат школските дворови и во меѓувреме да си пишуваат и пораки за тоа како, зошто е битно, зошто е многу важно сам да си го среќете од произведеното растение дома, дали домат пиперка, дали цвеќе, роза ќе се роди, сам да ја произведеш и сам да се радуваш на тоа што го создаваш. Тој беше награден проект, многу сум горда, морам да го спомнам затоа што беше награден и од австрискиот амбасадор во тоа време во Република Македонија тогаш. И бевме избрани најдобри во Македонија од сите 10 проекти што ги дадоа на различни организации. Направивме летниковци пред сите училишта, еве уште стојат. Со тоа создадовме работи, тополи посадивме, еве сега се огромни, големи и такви работи. Значи тоа имаше и културна и еколошка димензија, тоа ми беше така една синтеза од екокултура или агроекокултура, како да ја кажам.
А после почнаа веќе и многу други проекти, каде што многу луѓе веќе во нив се вклучува. Civica Mobilitas, швајцарската агенција за развој, исто таму бевме одбрани за... Јас ја добив наградата за 10 најдобри креатори за проектна идеја во Македонија во тоа време. И горда сум на тој проект, вие не бевте во тие моменти. Исто така беше меѓуетничка толеранција и културна разноликост со турците во државата. Тоа заедно се има, да спроведе кажеме, во Радовиш, во нели, Радовиш и во Уручкиот регион претежно го има и претежно еден многу изолиран регион. И со нив сработивме многу работи, работевме 10 години со нив. Делувавме и на општата перцепција кај луѓето за женските деца да ги праќаат на училиште, пошто беше многу тешко да го убедите некој родител, ако не мора, ако не е задолжително образованието, да го пушти своето дете из ноѓа, нели 101 начин Ама збор да за не се етничка пушти. заедница, Да. која е помалку затворена, херметички. Затворена не само од себе, јас тоа го истражував, затворена и во смисла и од државата, оставена сама на себе, можеби 50 и повеќе години. Значи, на тој проект еве сите сме еднакви, ќе се надоврзам баш со турците и руци. Значи, тогаш видовме што е една општа голема радост, над 2500 публика собрани во културниот дом кај што се одржуваат кај нас сите тие активности. Од таму дојдени луѓе, прикажани различни обичаи, сето тоа што не спојува, што не поврзува нас. Супер. И со сите тие амбасадори дојдени со сите луѓе кај што видео толку многу луѓе на едно место, обично беа навикнати проектите да се прават со малку луѓе, 10, 20, 30 толку. И тоа беше еден и за нив специфичен настан, за нас многу голем затоа што над 200 луѓе имавме директни учесници што и со хонорари и со своји активности учествуваа во самиот проект. Тоа е едниот и другите се манифестации. Еве два спомнав, кои да ги спомнам повеќе во култура веќе зборуваме, нели темата ни е повеќе. Манифестациите што кај нас веќе два пати ги одржуваме, пченка, лупенка, лупење на пченка. Ајде малку за тоа, многу интересно. Така. Пченка, лупенка, јас бев составен дел од таа манифестација, како водител бев ангажиран од страна на Македонка и навистина е многу убаво преку еден проект да се афирмира, да се популаризира производството на пченка и тоа е многу интересно. Сега, во овој момент, кога имаме глобален проблем со храната, треба еден таков проект да продолжи понатаму. На план ли е да се надеваме дека ќе продолжи. 2 години беше пауза поради пандемијата. Сега пак имаме апликација Министерство за земјоделие. Тоа се надеваме дека ги исполнуваме сите услови. Всушност, ти се мали проекти. Каков спој на култура и агрокултура. Агрокултура, така. Пак би рекла така, да. Значи, културата на производство на храна од секојаш ме инспирирала, затоа што потекнувам, нели, од подрачјето каде што обилно и многу во големи количини се произведува храна. Сега кај нас за пченката ритуалот го видовте сам, присутни беа луѓето, сакавме да го изведеме најстаринскиот начин на жнеење, зажневање. Ми е жал што не бевте присутен вие во полето, кога се зажневаше пченката со младите девојки, како на глава носи тепсија со баница направена дома, со кисело млеко, нели тоа, како почнува, кои зборови се употребуваат таму кога се зажнева. И после самиот ритуал на лупењето на пченката, затоа што тоа било извори на многу љубови тогаш да се случат, нели, ќе одиме на пченка лупенка, одат 200 луѓе. 200 луѓе, сите лупат пченка. Сите лупат заедно, ма девојките и момчињата ама и си фрлат по некој поглед, така, да, точно момчињата така. и девојките. Точно. Ама има и нешто друго, една друга димензија и додека се лупат, се лупи пченката, се пеат песни. Најубави песни. Најубавите песни произлегуваат. Тие песни се уште не се објавени и тука сакав посебен акцент на тоа да му дадам, затоа што ги собирам тие песни. Еве таа една моја активност, сето тоа што не е објавено, Радовишкиот регион, Беровскиот, до Делчево некаде тој пиенечкиот регион, некои слични целини најдов со текстовите на песните, ги собирам и сакам да се објават еден ден, дури да се испеат така како што се пееле. Тоа е едната манифестација, Радовиш го видовте, Свети Спасо Радовишки, тоа беше Спасо Радовишки, со тоа голема огромна манифестација, каде што таму, нели, да, дојдоа луѓе, видовте, вие 3 дена траеше, имаше, тогаш се поклопи и во Струмица со, ми се чини, да, имаше нешто. Со карневалот во Струмица, ако не се лажам, беше со еден настан во Струмица
И многу беше, интересно, беше 3 дена настани. Има многу в настан во црквата, во црковниот двор. Точно така, со нели, Хорско пење, со точно реферати и така, така со натаму. атмосфера, со црковна музика, Многу. со малку поезија, еве вие видовте, со Така. малку уметничка димензија се обидовме да му Супер. дадеме А потоа на настанот. плоштадот во Радовиш има Тоа беше- културно-уметничка програма. Точно, забава за сите минувачи, Така случајни, неслучајни, што отишле, што дошле, како сака да го посетат настаните. Така. А почитувани гледачи, зошто Спасо Радовишки е значаен ден за Радовишани, ќе ви направим една компарација како што светите 15 Ивериополски свештеномаченици се заштитници на Струмица, така на Радовиш и Радовишани Точно заштитник е Свети Спасо Радовишки. Така. Ајде да свртиме нов лист од темата Македонка Коцева. Вие сте професионално ангажирани во Министерството за култура. Во кој сектор? Да, секторот за заштита на културно наследство го водев до пред известно време и можем да речем дека е мощен и интересен сектор каде што нели целото културно наследство на Република Северна Македонија е нели под ајде така да речеме ингеренции и на секторот и на министерството. Има доста активности, меѓутоа и многу напорна и многу комплексна задача, многу комплексна работа. Да. Што е посебно интересно, посебно значајно да се издвои во изминатиот период од неколку години во тој поглед? Вака, во тој поглед многу нешта се направија, меѓутоа таму никош не е доволно. Така е. Да, во Ама треба и многу културата- финансија, ние сме не така богата земја, Да, нели? не само финансиите, ние малце културата како држава, можеби 30 години наназад. Ставена на маргините, Како така? да ја ставаме на маргините, сакале или не сакале, случајно или не, тоа некако така си оди по некој шематски приказ и си го тераме тоа. Меѓутоа, како да не сме свесни дека еве, ние, например, со некоја голема светска сила, како да се надпреваруваме во што не произведуваме, нели, компјутери или Така. нешто по што би биле познати или автомобили, меѓутоа имаме културно наследство старо, многу старо со Неверојатно богато. Неверојатно богато и сега тоа ако ние преку тоа не успееме да се наметнеме во светот, малку се другите теми каде што би можеле да се наметнеме. Од тука сметам дека треба посебна, не само државна стратегија, не ќе да го употребам зборот затоа што презаситени сме од многу стратегии во државата, ама како да од која ќе се донесат, како да негде си стојат негде на некои маркини во канцелариите или во институциите. Да. И така, значи културното наследство многу има уште работа Така. и треба се работи, меѓутоа не само, да. Кои се нештата на кои имавте свој удел, кои се црквите каде што се направиат начини нешто? Струмица почнавме тука и претходните министри двајци, ако албанци морам да спомнам, многу се посветија на културното наследство, ајде да го речем така во наводници, христијанско културно наследство, нели оставштина од христијанството. Така. Што нели некој би рекол дека тоа не е возможно, зашто еден министер што нема додерни точки со тоа би се грижал. Зошто не, ако е тоа богатството на Македонија, зошто не? Точно така, многу се вложи во тоа. Еве ќе го спомнам, најубавиот проект се изгради, се направи во оваа време, во овие 3,5-4 години, целиот возобновен манастир Трескавец. Значи, таму е, тоа е, за тоа пишува. Тоа е Прилепско, така? Тоа е Прилеп, тоа е направено од темел до покрив комплетно исто, буквално како што било старото. Супер. Колку тоа ви исполнува? Многу. Тоа кога се оди во тие места и кога се гради, кога се прави, дури и проблемите многу проблеми има кога се гради нешто е многу стресно, многу е ова фалело, друго фалело, не се совпаднала премерот, еве имаше конкретен случај Трескавец. Веќе не сте во тој сектор. Не сум во тој сектор. Ви недостасува, претпоставувам. Па динамиката да, затоа што кога има многу динамика, навистина немате слободно време, меѓутоа динамиката да. Така. А инаку Струмица, веќе ја спомнам, Струмица се вложи, се направи. Многу богат регион, мора да признаеме. Се направи, еве и со заводот овде се направи многу напори да се донесат тие американски пари. Тие беа наши заеднички активности, понатаму Берово,
Света Богородица манастирот на 3,5 милиони денари. Така. Овозможивме да сето тоа што беше потребно да се пак возобнови, да го добие стариот лик, ама нели нормално. Така. Сработено. Како се снаоѓа Македонка Коцова? Активна во невладиниот сектор, работи во Скопје, во Министерството за култура, мајка е во исто време, со многу обврски. Се може? Се може, ама се доцни, еве. Така, да. Македонка сака... Малку сакам на своја собствена Така. нели, сметка да се Да, нашалам. Точно е така. Еднаш конкурирав на некој голем проект и рекоа напишете ги од културата. Исто Така. беше пред да бидам во култура. И сега века напишете ги и своите позитивни страни, меѓутоа и своите негативни страни. Јас си ги напишав позитивни, Така. меѓутоа негативни, па доцнам обично да настане. Така е. Да, се постигнува. Ако се сака, Така е. навистина се постигнува. Има време за се, човек ако сака да најде време, има време за се, дури и преостанува време. Ако го работи тоа што го сака, пак ќе речам. Апсолутно. Македонка, тоа беше се. Емисијата се вика 15 минути со и чинам дека ги исполнивме овие 15 минути. Ти благодарам за гостувањето во емисијава, ти посакувам успех на професионален и на приватен план. Благодарам. Се надам дека ќе имаме убави поводи за вакви убави разговори и ја чекаме книгата која ќе ја промовираме во Струмица, а ќе ја промовираме овде и во студиото на Прво телеканалот. пченка лупенка и после Прво книгата. пченка Може лупенка, така? така. Така. Ви благодарам. Ми беше драго што бев гостен, посебно ми е драго кога сум тука. А мене ми беше драго што бев ваш домакин. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата 15 минути со на програмата на телеканалот ВИС. До следното издање на оваа емисија, довидување.